на ниво на Републиката Спелошка федерација на Македонија направи една кампања за заштита на спелошките објекти, која кампања у секое место во Македонија се направи предавање, едукативни предавања во врска со заштита. Но не било така, не влијаело тоа. Моментално денеска спелошка акција имавме до пештерата Арамијска, близу село Гарниково. И млади спелози, и вежбање, и се видува хаос во пештерата. Што значи хаос? Да се види на лице место е многу лошо, непријатно. Од така наречените дивокопачи трагачи по злато, пештерата тотално уништена е, пештерата тотално е ископана, на неколку места по 1,5 метра дубина има ископано. Меѓутоа, ние како спелолози, како заштитници на тие објекти, тоа се вековни објекти, правиме некои напори да го заштитиме тоа сето, но немаме некој ефекти. Че мора еден јак апел од страна на спелолозите, од страна на спелолошко друштво Орле, да им кажеме на луѓето на некој начин да прекинат со тие такви недобри работи, да не уништуваат, бидејќи многу милиони години се стварат тие објекти, милиони години се стварат тие украси унатре, тотално се уништени, тотално нема ништо од нив. Тиквешијата е позната по 3 региони за спелеолошки објекти пештери, додека Македонија исто на 3 региони. Од тие 3 региони во Македонија е Кавадарци, Тиквешијата. Ние ги делиме на 3 региони, и тоа регионот Тиквешко езеро, регионот реката Каменица сеака што сме, и регионот до близина село Мреечко. Во делот на река Каменица има позначајни објекти. Тоа се Драгожелска пропаст, рекоме, ова Ганиковска попес, Убавата, и тие се 3-4-5 познати. Од другата страна, најпознати се Галишка водна пештера, тоа е на Тиквешкото езеро, Галишка водната пештера, Чулеица и неколку други. На делот на Мрежичкиот дел, тоа е Темната пештера, Трло пештерата и некои помали што не се значајни. Значи, во нашиот дел, во овој дел, моментално во реката Каменица, нас ти се обележа негде околу 10 објекти, а вкупно во Тиквешијата регистрирани се негде околу 34 по скици и по снимање. Арамијската пештера, сега моментално таму сме, бевме со млади спелеолози кои што прв пат некој влегува во неа. Една карактеристична пештера која што покрај украсите кои што ги има поодамна, тоа се столови, лепези, сталагмити, сталактити, еден дел е активна. Активноста е состои во тоа што таа нонстоп преку тие украси капе капки и таа капка преку калциумот се ствара тие украси. Значено е за неја Арамијска пештера, ни немаме некои повидни податци, само знаеме дека зборот Арамијска, дека во неа се криеле некои луѓе. Тоа докажува дека има неколку костури, човечки костури, но тие се залеени со бигор, со калциум, и тотално не се гледат, бидејќи тоа е многу одамна се залиени со талок. Но денеска дознавме дека дел од еден од костурот е растурен, тоест сокршен, барали под него нешто и уништена кај таков експонат. Вака, уште многу поодамна, кога прв пат дојдов на ова место, црквеште тука кај што е Арамијска пештера, се заинтересирав како постанало тоа називот на Арамијска пештера, и од тие постари смештани тука во околните села кажуваат дека во близината на црквиште требало да се граде манастир некој. И караванот, кога се лоцирал на тоа место, дошле арамии, го оплячкале манастирот и се скриле во Арамијската пештера, и од тоги навики почнале да се нарекуваат таа така Арамијска пештера. Тоа е една така легенда што имам слушано.
Иначе во Арамијска пештера постојат многу костури. Порано още, додека се работеше археолошката карта на Теквишијата, сега не можам сетам како се викаше тие од Белград еден археолог, го доведоме тука во Арамијска пештера и го одведоме на косторот кај што предходно пратија главата на испитување во Виена. Негде на околу 4000 до 7000 години старост на главата тој ги проценија дека ние вртиме исто на исто место и он, како донесоме археологот, нас не постави едно прашање, вика, гледате ли како се поставени сите тие костори, како лежат на грбот? Уствари тоа, вика, треба да биде некоја некропола тука, вакво е, што ја положуеле ваквото тие умрети. Иначе, вика, да барате во околината, најверојатно може да најдете некој траги, вика, од некоја населба, ама тоа е многу одамна, не верувам, важно, вика, тоа е некој ритуал тука поставени тие костори. Сега, последниот пат кога влегоме, пештерата веќе сета скопана, мислејќи дека тука чим имало ваквове костори, дека има и по наши обичаи, по крај ваквото мртвите постават ваквове некои вредни работи, ама од тоа нема ништо, така да сета е нарушена, дури и косторот тие што е стариот од 4 до 7000 години, сет го прокопале, а тие беше залиен веќе во бигорот, половина залиен во бигорот, тоа значи дека староста зарастат во камења, фактички. Тоа од прилика вака што поинтересно за Арамијска пештера. Иначе, на ова место во близината и околината тука на црквиште до Арамијска пештера имаме и многу вака интересни работи. Спелојство, додека идеме тука, јас како помал, дојдовме во близина на ваквото на пештерата, порано одеме пешки, отидеме преку цела ден да стигнеме тука и логоруваме во близината на Арамијската. И вечерта не се, така една незгодна ситуација не се деси, направиме колиба една од гранки, од лисија и вечерта почнаме да спиме таму внатре. Да се умериме, наеднаш почна нешто да тропа, еден вика, конска кола некоја иде. Друг вика, тука нема пат, кај конска кола. И се замислиме малци и се поисплашиме мало. Па скоро цела ноќ не спиеме и едно време еден му текна, вика, чекај вие еден бумбар го затвориме у една кутија, како го извадиме бумбарот, он цело време ни тропал кај конска кола, така да тоа некој така доживи го имам од многу одамна, уште кога бев мал. И така има, али